Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е 108-то издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радиоемисија за актуелни и квалитетни ТВ серии. А денес ќе ви говорам за една ТВ серија во која психолози односно психотерапевти ги анализираат сите луѓе наоколу и тоа го прават не само во нивните канцеларии, туку и надвор од нив. Меѓутоа, тоа не значи дека тие може да го избегнат скрутинизирање и да подлегнат и самите пред се на туѓа анализа, што не баш секогаш е по нивна волја. Односно, станува збор за комична ТВ серија во која се разработуваат пред се меѓусебните врски на терапевтите во една ординација, кои понекогаш ги надминуваат границите кои треба да ги постават со нивните пациенти и интерферираат пред се во носењето на нивните одлуки, кои што треба да бидат својствени за нив, што пак ги доведува во комични ситуации. Меѓутоа имаат среќа, па тие дилетантски потвати ќе резултираат со надминување пред се на стравовите, кои што ги имаат нивните пациенти во ТВ серијата Shrinking, работена за Apple Plus. А на почетокот на емисијата имавте можност да слушнете три композиции од студиското издание на бендот Исак, кое што гласи Hey, односно ги слушнате Hey, OBG и Rotten, односно тоа се три композиции кои што се наоѓаат на новиот албум кој што го издаваат 7 години по пауза, 7 годишна пауза, веќе се враќаат на сцената со нов албум, постојат од 2011, доаѓаат од Дженова, односно Рим од Италија. Ова опасна стонер рок четворка, која што, како што можете воочите од нивниот мелости, содржат елементи на стонер рок, на ретро рок-н-рол, вајб од 70-тите, односно некаков си винтидж призвук, има психоделични, минорна доза на психоделични елементи, односно сите тие протодум секвенци кои се присутни во ова нивно студиско издание, кое што е издадено за еден од најзначајните стонер рок лейбли, односно издавачки куќи, Heavy Psych Records, кој што од нив скоро секоја емисија имаме по едно ново издание, така што Исак се беат составен дел од ова емисија. Во продолжение ќе го слушнаме Том Хауи, човекот кој што има работено музиката за ТВ серијата Shrinking, кој што ја направи насловната тема заедно со Бенџамин Гибард, и ќе слушнаме најава од сето тоа што следува во рамките на серијата Shrinking. А доколку сакате да дознаете кои се методите кои ги применуваат терапевтите, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која планира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притоен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 108-то издание на емисијата ТВ 103, во кое што ќе ви говорам за ТВ серијата Shrinking, која е американска комична мелодрама, односно драмедија, ако повеќе ви сакале, од ова хибриден наслов на жанровска спрега која што ја опфаќа. Станува збор за стриминг ТВ серија, создадена од страна на Бил Лоренс, односно тоа е авторот на прилично значајни ситкоми во САД, како Spin City, Cougar Town, Scraps и Ted Lasso. Покрај него, со другите двајца кои што помогнале во создавањето на серијата и самиот актер Джейсон Сигел од оваа серија, кој што го знаете од How I Met Your Mother, и актерот Бред Голдстин, кој што го знаете од Ted Lasso, која глуми улогата на намрштениот Рој Кин. По подолга пауза, конечно дојде серија на Apple Plus на ред во емисијата, кој па тие што сте слушале емисијата знаете дека огромен број на серии од нивниот канал се анализирани во рамките на овие 108 епизоди. Меѓутоа проблемот со нивните серии е што се емитуваат недела за недела, а јас и немам трпение да ги гледам во тој редослед и понекогаш дури заборавам кога се комплетирани, но мојот пријател Игор ме потсети дека серијата е финиширана, па затоа и решив да ја дособерем и да ја изгледам. Почнав да ја спирам, ама се случи некоја недела да заборавам дека излезе на нова епизода и чекав да излезе во цело за да може да ја избинџам со оглед на тоа што тоа е најсоодветниот метод, барем
за мене за гледање на серии. Почна со емитување на 27. јануари 2023, кога беа објавени само 2 епизоди, и потоа недела за недела се објавува новите епизоди, завршувајќи на 24. март, што значи дека 2 месеци се емитува 10 епизоди од првата сезона, кои што се со време трајање од половина час, што математиката вели дека ќе ја погледнете севкупната серија за 5 часа. Јас ја применив мојата практика на преполовување и бинчање, која убеден сум дека 2 здрави дози на терапија се поделотворни од неделна получасовна водичка која што може да се пушти преку оваа серија. Меѓутоа, ми сметам дека е потребен поголем временски замав да се изгледа од конкретно од комичните ТВ серии, заради тоа што многу брзо поминуваат тие 30 минути и ќе станете зависни од гледање на наредна епизода и ретко кој би имал трпение за да чека цела недела за да погледне. Apple Plus покрај неа оваа година започнаа со емитување на ТВ сериите Dear Edward, Hello Tomorrow, Extrapolations, The Last Thing He Told Me, The Big Door Prize, Liaison, потоа спортските документарни Real Madrid Until the End, Monster Factory, Boom Boom The World vs. Boris Becker и Big Beasts. Значи ова се и анимираната, да не ја заборавам, Frog and Toad. Значи во овие 4 месеци од првиот квартал, односно првите, веќе го поминавме првиот квартал, веќе влегуваме во вториот на годината, имаат само толкав селектиран број на ТВ серии кои што севкупно се нови. Во споредба, само една аналогија да направам со Netflix, тие двојно повеќе само во еден месец објавуваат. Меѓутоа, фокусот на Apple Plus е да понудат квалитет, не само квантитет. Така што ова што е избрано внимателно е финансирано и одработено со дополнителното време, нели, кое што е потребно за да може да се isproducira една серија како што треба, без да се брзаат или да се задаваат некакви си имагинарни рокови кои што реално не би биле достижни само за да се долови, не знам, XY на квота и со тоа да се задржат со сета сила гледачите. Методот на недела за недела сам по себе функционира за да ги задржи претплатниците на стриминг сервисот, така што апсолутно не е потреба да се потребно барем од страна на Apple да се бомбардираат, со оглед на тоа што има и втори сезон и трети сезони од сериите кои што тие ги избираат. Така што и Morning Show има свој продолжение, Тед Ласо моментално има продолжение, така што огромен број на ТВ серии кои што се во продукција на Apple си имаат своји нови сезони, така што не дека тие се дефицитарни во контекст на сериите, меѓутоа внимателно бираат на што ќе фрлат пари за да се продуцира, а во најава во наредниот месец конкретно Silo, City on Fire, комедиите High Desert и Platonic, значи 4 серии кои што ќе започнат од крајот на мај, почеток на јуни да се емитуваат, ќе им треба и на нив 2 месеци, така што ова се горе-долу сериите кои што новите серии, сега уште еднаш посочувам, кои што ќе може да ги погледнете на Apple Plus. Така што јас сум назад со нивната овогодишна програма, признавам, но ќе надополнам во предстојниот период, барем тоа ви го ветувам, и по нешто од сето тоа што има да го промовираат оваа година, барем тоа што е завршено, ќе може да се продискутира од насловите кои што ви ги посочив во ова емисија. Во серијата станува збор за психотерапевтот Джими Лајрд, кој е поведен од тагата по смртта на неговата сопруга, започнувајќи да ја крши пред се етичките бариери и на неговите пациенти, почнува да им соопштува тоа што го мисли буквално, им го кажува во лице, што се разбира дека е недопустливо за самата професија, барем не на начинот на кој што тој им пристапува, меѓутоа тоа негово интерферирање ќе им го подобри и нивниот живот, но сакале или не да го прифатат тоа, но не и неговиот. Серијата силно ги нагазува фамилиарните чинители помеѓу ликовите, затоа што се обработува проблематичниот сооднос кој го имаат таковците со нивните ќерки, например, без разлика дали се опрашање тинеџерки или па возрастни жени, потоа недоречености кои што постојаат, се разбира, помеѓу нив, со тоа што нели губитоците на
нивните сопруги се во преден план, посебно во случајот на Тија, односно сопругата на Џими, кој без разлика на што ја идеализира, во даден миг се сомнеа во низината љубов, со оглед на тоа што пред низината смрт постојано биле во кавга. Тој не е тој, мислам, единствениот кој треба да се носи со тој губиток, тука е и се разбира неговата ќерка, која си го бара своето место во светот и во нивниот сооднос. Џими, односно актерот Сигал, постојано се обидува да биде присутен родител, меѓутоа не секогаш неговата ќерка му го овозможува тоа, односно си има лимитации за неговото татковство, кое што треба да го наметне, тој смета дека треба да го наметне по секоја цена за да ја пополни таа празнина во нејзиниот живот која што има оставено незината мајка. Со неговите пациенти се соочува со пред се злоупотребувачи, односно насилни сопрузи, страф од контакт со надворешен свет, површни врски со спонзоруши, така што има мал милион на пациенти кои си имаат своји планини за искачување, односно за совладување, што сметам дека на еден или на друг начин ќе ги соочи со нивниот страв, во таа, нели, бихеворијална стратегија која што ја се обидува да ја наметне, баш поради тоа што преку глава му доаѓа нивните кукања и тој смета дека на некој си безбеден начин треба да ги изложи на стравовите кои што ги лимитираат во нивните животи, за да сватат дека лесно се наминуваат заради тоа што сите препреки сами на себе си ги стават, односно самите ги подигнуваат тие ѕидови помеѓу луѓето и потоа некој друг им е крив зашто не може да ги воспостават релациите, а ниту еден не сака да биде самотен, напротив, социјални битија се луѓето и сакаат да функционираат во каква и да е заедница. Терапевтите си се анализираат помеѓу себе и колку и да не им се допаѓа анамнезата, тие мора да се соочат со сосредоточеното мнение кое што го има нивните колеги за нив, заради тоа што тоа па на еден друг начин ги врзува со лимитацијата на нивните погледи на себе си кои што ги имаат, односно кои што ги немаат во дадената ситуација. Coin Flip, Fortress of Solitude, 15 Minutes, Potatoes, Wolf, Imposter Syndrome, Apology Tour, Boop, Moving Forward и Closure се насловите на епизодите кои што се однесуваат директно на темата на една епизода или па на некој предмет кој е применет во секоја епизодите. Серијата беше најавена уште октомври 2021. Харисон Форд, менторот на Џими, кој глуми во оваа серија, односно кој раководи со фирмата каде што се вработени, се нафатил на улогата уште пред да биде напишана сценаријата, нели, врз основа на пичот кој што го имале овие тројца креатори во серијата, иако има практика да не работи повеќе од еден ангажман годишно, но ете, не му се чекал новиот Индијана Џонс, па си се фатил за работа во самата серија. Во март веќе беше одобрена втората сезона на серијата и Apple е факт дека си ги сакаат нивните звезди и одобруваат серии кои што се предводени токму од нив, така што додека се Форд и Сигал во екипата, мислам дека ќе имаат поддршката од студиото. Тука може да направиме една кратка музичка пауза и во продолжение ќе одлетаме од Италија за Австралија, каде што ќе бидеме пречекани од звукот на Tumbleweed, односно на нивниот нов студиски албум именуван како Killerweed, ќе слушнеме композициите Stoned, Carousel и Daddy Long Legs. Од самите наслови и од самиот назив на бендот може да забележите, се извинувам, дека ова е стонер рок бенд кој што има длабоки корења во 90-тите поставено, кога се имаат оформено, меѓутоа со текот на годините имаат попримено и влијание од гаражниот призвук, од алтернативниот рок-н-рол кој што го негуваат уште од нивните почетоци. Овие момци од Волонгонг од Австралија, кои што си поигруваат и со стонер рок и со психеделичните елементи, ама имаат еден гранџи призвук кој е неминовен составен дел од нивниот музички израз, така што продолжение на емисијата ги слушаме Tumbleweed и потоа се враќам во етер да ви говорам за актерите и актерките, односно ликовите кои што ги имаат и улогите во ТВ серијата Shrinking.
Вие слушате Радио Канал 103, ова е 108-то издание на емисијата TV103, посветена на ТВ серијата Shrinking, а во овој сегмент, односно вториот чин на действието на оваа емисија, ќе ви говорам за улогите кои што ги имаат актерите и актерките во оваа серија, која е предводена од Джейсон Сигел, кој го знаете од ТВ серијата How I Met Your Mother, потоа глуми и во Freaks and Geeks, ви говорев за него кога ја анализиравме Dispatches from Elsewhere и се разбира тој е составен дел од екипата на тренери на Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty и глуми во филмот Sex Tape. Во оваа ТВ серија го глуми Джими Лејрд, односно тоа е терапевт кој што работи во Центарот за когнитивна бихевиорална терапија за кој тагува по смртта на неговата сопруга, односно тој е самохран родител кој се грижи за неговата ќерка Алис. На моје големо задоволство развива интимна врска со колешката Гави и ево постојан судир пред се со соседката Алис која се обидува да го заземе местото на сурогат мајка на Алис, а Джими слепо го следи пред се афирмативниот збор на неговиот ментор и шеф Пол, од кој што секако дека бара одобрение за се што прави и на професионално и на приватно рамниште, малтене тој си бара свој субститут за некаков цитат, односно модел за така како што тој би сакал да го има во неговиот живот. Покрај него во серијата глуми Джесика Уилијамс, која што ја знаете од серијалот на Fantastic Beasts, потоа таа глуми во Intergalactic, во филмот Booksmart и во хорор комедијата Corporate Animals. Во ТВ серијата Shrinking таа ја глуми Габи, односно таа е колешка терапевт која што работи со Джими во Центарот за когнитивна бихевиорална терапија, која била најдобра пријателка на починатата му сопруга Тија, која започнала сексуална врска со него, бидејќи во потрага по човек кој ќе го разбуди нејзиното либидо, меѓутоа до крајот на сезоната ќе забележиме дека не е само овој нејзин колега и пријател само за колку за да го пополни местото на човек покрај неа во нејзината спална соба, туку е и нешто повеќе. Лукита Максвел, која што ја знаете од ТВ серијата Generation, ви говорев која анализирав неа и таа глуми во Престојниот They Listen. Во оваа ТВ серија ја глуми Алис, тоа е ќерката, тинеџерка на Джими, со која тој не е баш во најдобри односи, постојано се обидува да ги подобри, колку таа ќе му дозволи, се разбира. Таа е тинеџерка која што се обидува да созрее во светот на возрастните која окружува, која под закрила е на приватни сесии кои што ги води Пол, кој мора да најде начин па да се помири со која мора да најде начин да се помири со нејзината мајка, односно со починувањето на нејзината мајка, и тоа е еден од неколкуте проблеми која што таа ги има со нејзиниот татко. Покрај неа Майкл Ури, кој што глуми во Ugly Betty, го глуми во серијата Брайан, најдобриот пријател на Джими, кој е адвокат, кој се подготвува за неговата свадба со партнерот, кој го избегнува на почетокот во самата серија на Джими, ама до крајот на сезоната ќе биде човекот кој што ќе заврши да ги венчава. Харисон Форд го знаете од Индиана Джонс, од Star Wars и од Blade Runner. Тој глуми Пол Роудс, односно тоа е постариот терапевт и колега на Джими во Центарот за когнитивна бихевиорална терапија, кој има Паркинсонова болест и не сака тој факт да го соопшти на неговата ќерка пред се. Ментор е на Джими, кој дава совети на Алис во сесиите на клупа во паркот, кој треба да се носи со неговата болест и себе си се нарекува, но се себе прогласува за посебна раса, именувано како сребрената лисица, кој што одбива да прими награда за животно дело, заради тоа што смета дека тоа ќе биде као да го носат на негов погреб, но па не ја одбива докторката која му се допаѓа интимно и ја одведува до својата постела. А и на промоцијата, односно на доделувањето на самата награда, како еден своевиден чин на себе докажување дека се уште е млада оваа сребрена лисица. Кристан Милер, која што ја знаете од Scrubs, од Seinfeld, од Fresh Prince of Bel-Air, ја глуми Лис, соседката на Джими, која исто така помага во грижата за Алиса, меѓутоа прегрижали. Таа се меша на секој можен домен,
не сака незиниот сопруг кој се пензионира да го гледа низ дома како се шета и ќе мора да научи што всушност се граници кои што ги воспоставува со него и со луѓето околу неа, милува да мазни камења и да им ги подарува на низините најблиски. Габи е последната која што ќе добие, за тоа што ќе се спријатели со неа, и Лиз инвестира всушност во кетеринг компанијата на Шон, меѓутоа сака да се наметне и да има удел во микроменаџира со секој можен домен. Тед Маккинли, кој што го знаеме од Married with Children, го глуми Дерек, тој е сопругот на Лиз, кој е до тој степен лаба во домот, што кога вецето е зафатено си моча во саксиите каде што има засадено цвеќе, секогаш од помош, не се замара за ништо, како што ќе му каже Лиз, така се поставува, иако таа не е свесна колка значајна поддршка е тој во незиниот живот и го сваќа здраво за готово. Лилиан Болден, која што глуми од Мърдървил и од Енди Мек, таа ја глуми Тија, односно таа е сопругата на Джими и мајката на Алис, која загинува во сообраќајна несреќа, која ја запознаваме во флешбеците. Идолизирана е таа, која била во кавга со сопругот пред незината смрт, со чија што не може да се помират незиниот сопруг и незината ќерка. Девин Каваока глуми во Луцифер и во Голијат, тој е Чарли, односно свршеникот на Брајане во оваа серија. Покрај нив во споредните улоги имаме Рейчел Стубингтон, таа исто така глуми од Generations, значи уште една актерка која што доаѓа од оваа серија, како помладокот на Shrinking. Таа ја глуми Самер, најдобрата пријателка на Алис во училиште, и секако не сме да се заборави Лили Рейб, која што знаете од American Horror Story и сите итерации на ова серија и пропратни други серии кои што Рајан Марфи ги има создадено. Таа ја глуми Мек, односно ќерката на Пол, која што сака да се грижи за низиниот татко, но и тој да биде повеќе присутен во низиниот живот и во животот на неговото внуче. Венди Малик, која што глуми од Римон, е докторка Джули Барам, односно невролог кој што ја лекува Половата Паркинсонова болест, со која на крајот и започнува самиот Пол романс. Покрај нив ги имаме Лук Тени, кој што глуми во геймерската ТВ серија Players и во Deadly Class. Тој е Шон, односно пациент кој што страда од проблеми со раководењето со гневот, кој има сесии со Джими. Тој има PTSD, кој се вселува всушност во гостинската куќарка на Джими, кој за воја на вистината се допаѓа на неговата ќерка. Тоа значи дека се надминуваат тие граници помеѓу докторот и пациентот, и уште една од тие недопустливи корелации кои што ги воспоставува самиот психотерапевт. Меѓутоа, од друга страна, па и му се наоѓа во животот заради тоа што е избркан од домот и се обидува на секој можен начин да му даде до знаење дека е тука кога ќе биде самиот Шон подготвен да разговара за травмите кои што ги има здобиено од неговото служење војска на Блискиот Исток. Кимберли Кондик глуми од Бруклин Nine-Nine, кој од The Comeback, таа ја има улогата на Воли, еден од пациентите на Джими, која што има обсесивно-компулсивно нарушување, и уште неколку пациенти има Джими со кои што се запознаеме. Една од нив е Хайди Гарнер, која што е составен дел од SNL. Неа ја знаете како Грейс, една од пациентките на Джими, која што е советувана од страна на Джими да го напушти сопругот, меѓутоа таа константно му се враќа и треба да се сноси со неговата навредувачка природа, односно да се носи со неговите закани и омаловажувања. И секако Тилки Джонс, тоа е пејачот на Take 5, кој што го глуми Дони, односно тој е насилниот сопруг на Грейс, кој ќе си го добие тоа што го заслужува за неговото однесување на крајот на сезоната. Така што тука ќе направиме една кратка музичка пауза и од Австралија се селиме во Колонја во Германија, каде што ќе бидеме пречекани од
бенд кој што звучи, користим блуз елементите, пустинскиот звук, односно heavy psych влијанијата и тој доминантен фаз кој што го имаат во таа стонер рок мешавина на звуци која што ја поседува бендот Plainride, кој што со нивниот истоимен албум ќе ја слушнеме Fire in the Sky, Hello Operator и ќе слушнеме Wanderer. Потоа ќе слушнеме неколку еден диалог кој што го водат Харисон Форд и Джейсон Сигал за процесот на снимањето на оваа серија. Меѓутоа, во продолжение претходно ќе ги слушнеме моќните Plainride и нивниот истоимен албум. Така што уживајте додека не се вратиме во етер да ви говорам за одредени спецификации кои што и поседува ТВ серијата Shrinking. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата ТВ 103 со своето 108 издание посветено на емисијата, односно ТВ серијата Shrinking, во кое што за самиот крај на емисијата, односно последниот сегмент ќе ви говорам за листа на спецификации низ кои што сите серии кои ги анализирам поминува низ неа, малтене еден своевиден прашалник кој што мора да го одговорат, односно тоа се наметнатите критериуми кои што и призми низ кои што ја анализираме на серија, именно ова ТВ серија за на доброто на сите гледачи имаше најава, за разлика од неколку други трендови кои што се активни на стриминг сервисите кај што се избегнува процесот на создавање најава. Shrinking имаше и тоа е искористена стоп моушен анимација во лабиринт на жива ограда на мозокот, во кој што пропаѓаат, односно тонат ликовите, што е одличен начин за илустрирање на еден вовед на сето тоа што ќе го гледате внатре, без разлика што ги нема лицата на употребено во некаква си функција или сцена од самата серија или лицата на тие што глумат во неа, меѓутоа на еден интригантен начин се дава до знаење во таа една минута на што го очекува гледачот на една друга преносна смисла од тоа што може да понуди самата серија, која што е режирана од Джеймс Пансолт, односно тој го режира пилотот. Го знаете него како авторот на Off the Black, на The Spectacular Now и The Circle. Покрај него епизоди режираат и Рендал Кинан Уинстон, Рај Русо Јанг и Зек Брав, со тоа што кога Джеймс веќе ќе воспостави некаков си начин на кадрирање и пристап во поглед на снимање на ликовите во интериерите и екстериерите, останатите само им преостанува да го кадрираат на сличен начин, барем тоа што тие го работат, така што нема кој знае какви исчекорувања надвор од воспоставената нормална поглед на самите епизоди и во начинот на кој што се реализирани. Во поглед на музиката, која што имавте можност на почетокот да слушнете емисијата, ќе имате и на крајот. Таа е работена од Том Хауе, односно тој работи и на музиката за Тед Ласо, потоа на The People We Hate at the Weddings, Secrets of the Elephants, исто така има работена музиката, а за потребата на Shrinking направи игри вскоро со кратки блузерски мелодии, хармонии со помош на вокали, проследени со перкашн шейкери и со еден сонлифсайзер. Некоја композиција има милозвучна гитара, додека па другите исто така го рефлектираат тој позитивен одек кој што е присутен пред се во самото действие. Поглед на музичкиот избор во секој од епизодите, имате композиции од Billy Joel, од Arcade Fire, од Vampire Weekend, од Talking Heads, од Britney Spears, од Phoebe Bridges, од Simon & Garfunkel, од Sufjan Stevens, од Simply Red, од Eddie Vedder и в последната епизода има композиции од David Bowie, модерната ми споснека беше и Florence and the Machine. Така што фрлиле пари Apple Plus за правата да бидат застапени од овие култни музичари. Поглед на сценографијата се снима во канцеларии, во домовите на ликовите и екстериери, например, во паркот, каде што исто така се одвиваат сесии помеѓу ликовите. А во поглед на фотографијата, Джим Фрона, односно го знаете како снимателот, односно кинематограферот на Big Little Lies, The Chair и Transparent, со оглед на тоа што е комедија во прашање, се осветлуваат повеќе колку што треба просториите, се снима преку ден, меѓутоа има и убаво затемнети домови композиции што повеќе натежнуваат до неговото искуство во контекст на мелодрамите кои што ги работи, така што ја
спротна и ова сериозна нишка во начинот на кадрирање на ликовите, што не баш секогаш треба да бидат изложени на огромна светлина која што блика од надворешноста на нивните станови, меѓутоа и од друга страна не треба да биде засилено светлото во ентериерите и да бидат преосветлени, така што има еден убав баланс кој што го прави Джим Фрона. Поглед на монтажата ја работа Джеймс Ренфро, Пеги Тачдијан, Миси Гернандес и Кейти Авел, односно тие секој од нив монтира по неколку епизоди, со оглед на тоа што е кратко време трајањето на епизода и треба да се симултано да се направи еден убав нанис каде што ќе се воспостави рамноправно и брзо течење пред се на действието без некое дополнително заглавување на чино действието, така што мислам дека тоа тука монтажерите се најефективни заради тоа што треба нели да ги балансираат комичните секвенции со мелодрамата, да не нанатежни ниту една на друга заради тоа што ќе се наруши тоналитетот кој што се обидува да го спостава. Погледам костимографијата и шминката, ова е модерно добро работено, што значи дека има облека за канцеларија и за дома, освен ако некој преспие во туѓ дом, така што ќе си ја носи истата облека која што е имал на работа наредниот ден. Нема надприродни елементи оваа серија, во поглед на хуморот го има во изобилие се извинувам, конкретно во спредашењата кои што се меѓусебни помеѓу ликовите, начинати се сексуални сцени помеѓу Джими и Габи, меѓутоа без експлицитна голотија. Во поглед на флешбек секвенции има како сцени од додека биле помлади Джими и неговата сопруга Тија и нема употреби на сонови халуцинации. Поглед на жанр, ова е амалгамна комедија и мелодрама, односно популарно наречена драмедија, во која се говори на англиски јазик, а во поглед на неостатоците мене секако дека ми пречи таа lifetime нишка, која што е во функција на действието, точно, но со оглед на тоа што се семејства нели во прашање, треба да е присутно, но не во толкова доза, меѓутоа нагризува и во начинот на снимање, што на визуелно рамниште сметам дека ја осиромашува творбата, така што убаво би било за наредна сезона да се преземе посмел исчекор и да му се верува на фудбалерот од Тед Ласо и на визуелно и на сценаристичко рамниште да се зададе овој подвиг, така што терапевтот сепак преминува граници со пациентите и тоа треба дополнително истражување и анализа да се даде во поглед на континуитетот на епизодите. Задржане, нема драстичен пад на толку кратка драмедија, секоја епизода си има своја проблематика, иако соочувањето со промените е главниот исчекор, така што доволно глупости прави Джими во секоја епизода за да ве држи ангажирани. Не се оди на екстремна бурлеска, така што соодветно се зачинети тие епизодите со хумор. Конкретно во поглед на градењето на ликовите, фокусот е повеќе на Джими и неговата ќерка, но има доволен простор буквално и за споредните улоги да дојдат до своја арка, што е стварно за пофалба во рок на толку кратка серија. Слични на неа, секако дека се е работена од авторите на Тед Ласо, така што мора и таа да се реферира. Секако серија за која што ви говорев, исто така која што допира до психологијата, односно The Shrink Next Door, и ја имате и на терапија, односно In Treatment во Америка, потоа имате Homecoming, Afterlife, Go On, потоа Web Therapy, култните Frasier, Monk, Sex Education, новата Loot, Anger Management, The After Party, во Legion имаше елементи каде што имаше психотерапија, потоа во Hannibal, самиот носечки лик, нели, ги има тие способности за анализирање на останатите ликови Crazy Ex-Girlfriend, Never Have I Ever. Сопрано имаше анализа на еден лик, потоа Half и This Way Up. Поглед на атмосферата е комична, гледливост е загарантирата и постигната е убедливоста. Поглед на епилогот, во последната сцена гледаме на разврска помеѓу пациентите на Джими, која сметам дека беше неизбежна и е буквализиран клифхенгер за наредна сезона, а во поглед на главните ликови сите се забавуваат на свадбата која што ја организира адвокатот, што е нели аналогно на голем настан кој што треба да спои да ги спои сите ликови во манир на една романтична комедија, односно на ромком. 8 од 10 е оценката која што ја доби оваа серија од мене.
Ако погледам продолжението, веќе е одобрено и убаво е да се погледне каде ќе се движи врската помеѓу Џими и Габи, дали Пол ќе се помири со неговите години и болеста која што има и колку Лиз ќе научи што се граници, кои се пред се границите на незиното однесување и како ќе се развива Алис, кога ќе треба нели да го напушти гнездото во иднина. Така што ова се отворени прашања кои се надевам дека во наредната сезона ќе ни бидат одговорени. А за крајот на оваа емисија, како што веќе ви ветив, Том Хауе, ќе го слушнеме со две композиции кои што ги направи за потребите на Shrinking и потоа ќе слушнеме Slang from a Tree со најдолгата композиција која што го носи насловот и на самиот албум, односно Voyage into Cosmos, а може да пресудите од насловот на ова нивно студиско деби остварување кое го издадува оваа година, дека станува збор за бенд кој што си поигрува со космолошки, односно со астрономија си поигрува со летањето низ просторот надвор од нашата ни земја на еден или на друг начин, односно станува збор за Sludge Dome бенд кој што ни доаѓа од Ирска со гнасен призвук, и баш поради тоа ја избрав најдолгата композиција која што сведочи повеќе за нивниот думерски пристап и за начинот на кој што соработуваат музичарите во овој бенд. Ова епизода на TV103, како и останатите епизоди на емисијата, може да ја пронајдете на мојот канал на YouTube на Златко Ѓелевски, каде што се наоѓаат и сите епизоди од емисијата Дансе Макабре и од емисијата Видеологија која што ја приредувам за YouTube каналот, исто како што може да ја пронајдете овие епизоди на Mixcloud. Кога ги аплодирам, кога овој сервис ќе ми го допушти тоа. Доколку сте заинтересирани да погледнете, односно да го збогатите вашиот живот со некој од културните настани, 12 мај во Скопје, односно во Младинскиот културен центар доаѓаат Ватаин заедно со Болзер и Concrete Winds, ни носат моќен black metal од Шведска, на бенд кој што е и тоа како значаен за самиот музички правец, кој ќе ги запали нивните свеќи во Младинскиот културен центар и се надеваме дека ќе придонесе со моќниот звук кој што го поседуваат од нивните сурови дисторзии, а кој што исто така ќе може да го слушнете на Metal Discharge, четвртото издание на Метал фестивалот кој се одржува на 10 јуни во Битола на ракометното градиште. Потоа ќе може да присуствувате започнувајќи од 7 јуни до 10 јуни на 22-то издание на Offest и секако моментално е во тек концертниот настап, односно промоцијата на концертната изведба на последниот албум на Foolish Green, односно во концерт кој што е именуван како Full Moon, кој што може да го проследите во Младинскиот културен центар. Потоа оваа сабота од 21 часот последен удар, сега и секогаш слушачка промоција на новиот албум на овој панк-рок бенд во Custom Pub, Blame Кандински од Британија и Димиш од Македонија настапуваат во кафе бар Браво. Филма започнува филмскиот фестивал во Куманово во 30 мај, ако не се лажам, во 20 часот за Нечискиот дом, односно во старото кино Напредок и секако до фестивал 30 јуни до 2 јули ќе може во Дојран да ги проследите настапите на овие неколку дена во кои што ќе биде одржан овој фестивал на отворено. Така што во кратки црти ова се културни настани кои што допираат до музиката и до начинот на кој што се промовира културата барем во рамките на ова емисија. Така што за самиот крај на емисијата, како што веќе ви посочив, слушаме Том Хауи и Slang from the Tree.
А вие го слушавте 108-то издание на емисијата ТВ 103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ја анализирав првата сезона на серијата Shrinking. ТВ 103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток нова фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.